Здраво на сите, нова епизода од видеоблогот. Денеска сме на гости кај Сара Симовска, млада архитектка, представник на една нова генерација на архитекти со свежи размислувања за архитектурата и со размислувања за иднината на архитектурата и градежиштвото. Се гледаме да видиме што ќе ни каже. Ова е кулата од градски зид, која што е дигитализирана со помош на BIM. Во овој цртеж можете, значи ова е 3D превју, каде што можеме да го видиме целиот објект. Истовремено тука ги имаме сите катови, значи каде што можеме да имаме преглед врз сите катови на зградата, значи кои што паралелно си ги работиме. Исто така можеме да ги добиеме сите изгледи на зградата со висини, пресеци. Ова е пример пресеци, каде што се гледаат сите скали, конструктивниот систем и така натаму. И исто така, значи тоа што го прави овој софтвер поинаков од другите, тоа што можеме да добиеме информација за, например, колку прозори има. Например, тоа се прави со тоа што или колку зидови има од некаков тип. Еве сега ќе покажам за прозори. Значи бирам window. И многу едноставно, како нормално веќе го знаете. Window Shadow, New Construction, OK. И сега тука треба да кажеме, пример, колку типови на прозори има. Family and Type, само момент. Family and Type. Можеме да ставиме cost, значи колку не коштаат тие. Можеме Description, Construction Type и така натаму. Значи се што сакаме да ни каже таа табела. И ќе ни се отвори табела, која што нели инаку ја правиме многу нели во AutoCAD броиме, самата табела ни покажува колку сега cost нема, затоа што во овој пример не се употребени прозори, се употребени рандом прозори, значи не се употребени прозори на некој произведувач, меѓутоа ако употребиме на пример прозори или зидови кнауф да речеме, и во самиот зид има информации за колку кошта и така натаму, тогаш во самата табела тука во cost ќе биде напишана цената на секој прозор. Значи нема веќе предмер правење пешки со број. Да. Сара, фала ти на времето. Дошли ден кога сме беше затворени во канцеларија бар да си направиме муавет. Фала што дојдовте до информација, мислам што сте во тек со новите архитекти и што сакате да воспоставите контакт, мислам дека тоа е еден убав знак. Така и те најави во најавата да представи како представник на новата генерација на архитекти, нов бранд, да го наречам, кој што нормално согласно времето по модерно размислува за архитектурата. Кажи ми накратко која е Сара, како влегува во архитектурата и што значи во Вага, Сара Симовска е млад архитект, кој што има студирано во Италија, тоест ги има завршено своите магистарски студии, понатаму, откако се врати во Скопје, почна да работам интензивно на архитектонски конкурси интернационални, од кои што победи во Русија, Италија, освоив награда за дизајн во Љубљана, Словенија, која што сферуваа кутија розева тука. Потоа во Барселона бевме номинирани за Европска награда за современа архитектура и така натаму. Меѓу другото, ја водам организацијата Мелеем Скопје, која што е организација на млади архитекти, меѓутоа и сите други заинтересирани за градот и јавниот простор. И ние работиме на урбани интервенции со експериментирање, со користење на нови технологии, нови софтвери, нови начини на поврзување на истите материјали со цел да создадеме ново искуство уникатно во нашиот град, кое што се надеваме дека ќе направи некаква мала промена како во корисниците на просторот, граѓаните, така и во институциите кои што се одговорни нели за состојбата во која што тие простори се наоѓаат. Во принцип македонска архитектура е една некреативна состојба, со жалење морам да кажам, и знам дека во Македонија како земја е тешко да се практицира уметност како архитектурата. Како размислуваш на тоа поле? Колку има простор за уникатно архитектонско изразување во објекти? За жал,
не знам, мислам, од една страна е виница на, нели, тие што инвестираат и каде што нормално многу мали буџети има за предвидено за архитектите и тогаш архитектите работат проекти за многу кратко време, нели, за да нормално преживеат. Меѓутоа од друга страна па сметам дека архитектите без разлика на тие буџети треба да секогаш пробуваат да се вложат, инвестираат себе си креативно повеќе заради тоа што на тој начин го градат своето портфолио и можеби значи веќе сме сведоци, например, една стамбена зграда која ќе направи малку поинаква фасада. Сега ќе спомнам, например, кај Impexal од Rad Engineering, таа што е со значи веднаш значи не е некоја кој знае каква иновација тоа, значи само е фасадно обликување. Веднаш веќе гледаме такви згради, понатаму прават и другите луѓе, значи можат да влијаат архитектите со нив. Например, нашиот проект што го направивме како преновидна форма во јавен простор, можеби нема кој знае што да добие самиот проект како предпознавање, меѓутоа можеби ќе инспирираме некој друг, значи веќе го кремаме стандардот на креативност во нашиот амбиент. И сметам дека без разлика кои се буџетите за архитектите, секој архитект за сам себе треба да проба да ја бутне таа мембрана во која што за жал сме заглавени. Твои инвеститори имаат разбирање, ти дозволуваат таква слобода на изразување? Искрено, мои инвеститори, не постојат мои инвеститори, туку луѓето сепак имам некоја позитивна надежда тоа што со и Pinterest, со Instagram, луѓето се отворени и со Визер, со шетање низ светот, се отворени за нови работи. Значи не е како можеби пред 10 години, иако јас 5 години работам, но кога почнав да студирам. Тоа ми создава надеж, меѓутоа пак ќе речам треба архитектот да има став. Тоест да не отстапува од својот став. Никогаш тоа може да биде ризично, што значи едноставно да се скараш со клиентот и тоа е тоа и да го изгубиш клиентот и се случува тоа, меѓутоа не знам, баш вчера разговарав со еден човек и ми вика како храброст е да излезеш надвор, мислам надвор во јавниот нели во јавниот простор, во смисол во јавната сфера и да кажеш ова е мој дизајн, јас стојам позади овој дизајн и вие треба да го платите тој дизајн. Значи тоа значи дека ти си самоуверена личност. Мислам тој човек го зборуваше тоа за мене. Се цениш, да, трудот, значи ти веруваш во себе. И сега не можеш од старт ама клиентот како да е клиентот, не знам како да кажам, значи мора едноставно да се покаже тој став. Нормално постои простор за компромис. Меѓутоа, архитектот мора да има став и мислам дека тоа е нешто што го научи во Италија, не го научи во Македонија, затоа што италијаните се врвни за значи направат бренд од себе и да не се срамат. Спомна Италија, ме интересира како тоа искуство, тоа италијанско искуство те изгради како архитект. Значи италијаните имаат многу голема посветеност на деталот, во смисла сите мали продавнички кога одиш по улица, гледаш како луѓето и кафе кога прават, они уживаат во правењето на кафе. И например, кога ќе влезеш во една стамбена зграда од среден ранг, значи каде што живеат нормални луѓе, не богаташи во Италија, самиот влез, значи мермерот доле, вратата, кваката, лифтот, скалите и така натаму, значи се значи не е тоа луксузно да свети, него е културно значи хармонизиран простор во кој што секој жител на таа зграда се чувствува дека припаѓа, дека доаѓа дома уште од самиот влез на зградата. Тоа сметам дека кај нас многу се игнорира и се запоставува и буквално луѓето кои што купуваат стан, купуваат само станот како единица. Меѓутоа, доколку инвеститорите размислат дека продаваат искуство, значи продаваат лайфстайл на нивните нели станари, пак ќе речам тоа е станот, тоа е влезот, тоа е просторот пред зградата, тоа е паркингот, тоа е местото каде што се остава отпад, дали се рециклира или не. Се надеваме дека и тоа ќе дојде наскоро, иако цело време се најавува. И значи сето тоа е дел од
избирањето каде и зошто купувате стан. Нормално, нели, од надвор како изгледа фасадата, осветлувањето, дали се чувствувате безбедно пред зграда или е темно, има простор за некакви девијантни појави и слично. Значи, сето тоа е дел од искуството кое што за жал не се посветува кај нас внимание, а во другите нели поразвиени земји тоа е најнормално, значи не е некој луксус. Со отвореноста на границите брзо ќе даде тоа. Дај Боже, гледаме примери каде што тоа се случува, меѓутоа многу малку, многу повеќе примери гледаме каде што се гради колку да се продаде, да се продаваат станови невидени, сметам дека треба да се промисли целото тоа како се формира таа цена за стан. Значи не е само метрите квадратни што ги купуваш, мерка вредност и локацијата, тоа е сега за сега. Треба да има многу повеќе параметри зошто тој стан вреди толку пари и што добиваш ти како целина, како цел пакет. Ке ни се отворат очите со време. Вакво размислување помекува и нормални нови софтвери за користење на ова. Значи, веројатно да и софтверите треба да ги пратат овие нови потреби на архитектите. Што користиш од софтвери? Вака, значи, јас користам Revit BIM, каде што тоа е многу интересен софтвер. Исто така и едуцирам во тој софтвер, затоа што многу често ми се појавило прилика да имам некаков проект, а не можам да најдам соработници, така дојдов до идеја дека треба да отворам, да создадам простор за едукација. Со овој софтвер, вие од самиот почеток кога го цртате објектот, значи без разлика дали е тоа зграда или урбана опрема, значи објект како објект, го цртате во основа, вие директно го цртате и во 3D, значи ја гледате основата, пресекот, фасадата, 3D моделот и тоа е окей, значи тоа го имало и во други софтвери претходно. Сега што е чекор понатаму? Чекор понатаму е што вие внесувате готови елементи од различни произведувачи, например прозори, врати, подови, ѕидови, ѕидни облоки и така натаму. За тие материјали вие имате точни параметри од типот колку кошта, каква топлотна изолација има, кои материјали се колку тежи и така натаму. И врз основа на тие податоци вие можете да направите екзактни табели многу брзо и многу лесно, само со селектирање зашто сакам да направам табела за типови на прозори. Без Цела, значи затоа што вие кога ги правите во AutoCAD, вие еден по еден постои простор за грешка. Овде не постои простор за грешка. Потоа решам дека тие прозори ми се скапи, наеднаш ги менувам сите типови на прозори на целата зграда, значи не ги цртам сите основи од поново како што би требало да ги цртам во AutoCAD, него само го селектирам прозорот, еден прозор, и велам сите прозори од овој тип да се сменат во друг тип, затоа што одлучивме со инвеститорот дека овој прозор е поевтин или поефикасен. Revit е дел од Autodesk. Значи, они не се надпреваруваат со AutoCAD. Они не се во конкуренција. Различни работи... Нова генерација? Значи, AutoCAD се продолжува да се користи за дообработка на технички цртежи. Например, од BIM, ако ја извадите основата, можете да дообработите, например, ако сакате во некоја специфична ваша техника, например, плави линии сакате да има или, не знам, розевко да биде, мислам да има некој ваш печат цртежот, можете да си го дообработите во AutoCAD. Revit е по прагматичен за такви работи, нема толку графика, не е толку... Меѓутоа, овие други аспекти стварно се уникатни што тој софтвер ги нуди. И јас мислам имам работено за странски инвеститори такви проекти, например во Шведска постои закон дека сите куќи во општината треба да бидат предадени како во BIM, во Revit. Со тоа што самата општина да има предвид какви типови на значи на топлинско грејење има секоја куќа, кога се инсталирани, кога треба да има потреба од менување на тие, да направат план, програма. Не знам, се рециклира ли вода, нели се рециклира вода, какви типови на прозори, дали се буквално што за куќата треба општината да знае и да си менаџира. И ако треба некојаш да испрати нели известување ако сметаат дека некој загадува или нешто со некаков систем кој што го има во куќата, да имаат контрола врз се. И многу беше интересно затоа што не знам, се мери, значи секоја керамида, секоја штичка, се можеш да знаеш точно во количина колку нема простор за изненадување на терен.
како архитект, која предност, која најголема предност или нека бидат повеќе предности ти ги донесе BIM, односно Revit? Јас не работам, мислам, тоа сега веќе не знам како поинаку да работам, затоа што само тоа го користам, директно почнувам во тоа. Мислам дека ми се смени перцепцијата уопшто при проектирањето, затоа што ние на факултет сме учеле основа, па пресек, па можеби макета, 3D не се работеше на Па факултет. да ги ловиш основата и пресекот дали одговара? Да, мануелно? Тоа. Значи овде нема простор за потреба за тоа. Значи од основа директно одиш во пресек, па се враќаш во основа, па одиш во 3D и практично ти имаш идеја за целиот објект од самиот почеток. Значи не е тоа нешто изненадување из пресекот и мислам дека многу повеќе ти се развива осетот и перцепцијата за просторот отколку ако гледаш во основа, па после направиш пресек зашто мора да има пресек. Многу често тоа се случува. А пресекот е многу битен за развојот на просторот, нели? Мислам, просторот е тридимензионален и мора да се мисли тридимензионално од почеток. Јас сум за тоа. Иако не знам, мислам дека од класичното размислување нема да се согласат со мене, меѓутоа јас верувам во тоа. Имам една интересен цитат, слушнав за BIM-от, односно за Revit-от, вика еден тренер викаше Revit е за проектирање, а AutoCAD е за цртање. Значи малце по како да кажам, AutoCAD ти дава слобода линија едно друго, меѓутоа не проектираш, него се да не речам во наводници аргатски крова, кога црташ секоја линија да биде нацртана посебно. Да. Едноставно има една одбивност кон нови софтвери, тоа го забележувам за жал и во некои нови генерации, затоа што сите сакаат да седат во комфорт зоната, меѓутоа не можеме да одиме против тоа што е ново и како што сакаме да имаме најнов модел на телефон, треба како архитекти да можеме да му понудиме и на клиентот најнови софтвери да се обработи, значи треба сме во тек со новостите, барем до